А до самиот крај на емисијата, ние овде во студиото ќе зборуваме на една и то како значена тема, а тоа е хипертензијата. Ќе зборуваме со доктор од Неуромедика, доктор Жарко Јанковски, специјалист по интерна медицина. Добро утро, докторе. Добро утро. Добро ни дојдовте. Фала. За самиот старт, што представува хипертензијата? Хипертензијата е болест, може да се каже дека болест на современото живење. Артериската хипертензија е главен фактор за морбидитет и морталитет кај населението. Убиец број 1, така е нарекуваат, нели? Убиец број 1, да. Таа е главен ризик фактор за зголемен број на кардиоваскуларните заболувања, цереброваскуларните заболувања и бубрежните заболувања. Се смета дека 10 до 20% од смртноста кај населението предизвикува артериската хипертензија. Колку е честа хипертензијата? Колку често се јавува? Се смета дека за најпочесто е кај повозрастните луѓе над 65 години, се смета дека е околу 35% од населението има артериска хипертензија. Овие се податоци од американското друштво, меѓутоа кај нас сигурно е нешто поголема. Што значи, еве да речеме да не се држиме стриктно до бројки, но дали е точно кога кажам дека колку што сме повозрасни, толку и ризикот е поголем, така? Да. Пошто артериската хипертензија ја зголемува артериосклерозата на крвните садови. И пошто ако трае подолго време, атеросклеротичните процеси на крвните артерии се зголемува, се потенцира, така да и смртноста е поголема. Што е со помладата популација, помладите пациенти? Дали и кај хипертензијата, како кај многу други болести, се спушта старосната граница? Па, у последно време, да, имаме спуштање на старосната граница кај оваквото, пред се поради начинот на живот, помала физичка активност кај младите луѓе, зголемена телесна тежина, стресот си го носи своето и така. Ајде да видиме зошто се јавува хипертензијата, односно кои се причинителите, ризик факторите, како што ги нарекувате? Да кажам, за хипертензија спрема Светската здравствена организација, за хипертензија се сметат вредности на крвниот притисок, што се поголеми од 140 со 90 мм живен столб, и тоа измерени неколку пати, може последователно во неколку недели или до месец дена. Она што би како гранична хипертензија се сметаат за вредности од 140 до 160 до 90 мм живи столб. Понатака хипертензијата се спрема висината на притисокот се дели на лесна умерена тешка малигна хипертензија и хипертензивна криза. Тоа зависи од висината на диастолниот крвен притисок. Иначе, како главни ризик фактори за хипертензијата, меѓу другото е најчесто пушењето. Се смета дека околу 40% од луѓето што имаат хипертензија се пушачи. Потоа доаѓаме до зголемената телесна тежина. Само да ве потпрашам, само активни или пасивни пушачи? Дали и ним им предизвикува тоа проблем? Па сигурно предизвикува, пошто и другите го дишат димот од цигарите. Потоа на второ место доаѓа хиперхолестеремијата, покачените масноти во крвта. И таа негдека доаѓа околу 35 до 40%. Диабетот доаѓа, исто и тоа е у голем процент. Хиперинсулинемијата, исто и таа доаѓа во голем процент, така да тие се главни ризик фактори. Јас овде најдов и цел список, па да ве потпрашам дали тоа точно. Ме интересира генетскиот фактор, колку тој е. Има и генетскиот фактор, може да има и фамилиарна хипертензија, односно се однесуваат на малформации на генот на ренинот. Тоа е еден вазоконстриктор, еден јак вазоконстриктор кој ако е пореметено доаѓа до покачување на притисокот. Како друг фактор, ова е нешто што можеме лесно да го отстраниме, елиминираме овој фактор, е, барем така пишува, внесот на сол, премногу користење на сол. Па што предизвикува солта? Солта
најпрост да кажам, да разберат слушателите, Најпластично. Внесување поголеми количини сол доведува до задршка на водата. Самата задршка на вода доаѓа до зголемување на волуменот на циркулаторниот волумен. Овако и ради тоа доаѓа до покачување на крвниот притисок. Што е волуменот поголем, притисокот е поголем, што е волуменот помал и така се препорачува да се намали дневната сол околу негде околу 5 милиграми сол дневна консумација треба да има. Да, но тука треба секогаш да се внимава, има и скриена сол, не да, само на ние што ставаме, туку има... Треба да се, у принцип, не треба да се доволно е само солта што има во јадењето, да не се претерува, да не се дотура, мислам, у тој смисол. Дебелината, како влијае таа? Дебелина... Колку сме подебели, колку имаме поголема маса, толку... Колку е поголема масата, толку има шансите да има хипертензија е поголема. Се смета дека со ослабувањето на од 5 до 10 килограми телесна тежина паѓа систолниот притисок се намалува негде каде околу 5 до 7 милиметри живин сток, што е тоа доста не е занемарлива некоја вредност. Ги споменавте цигарите, но алкохолот како влијае? И што значи прекумерно користење на алкохол? Прекумерно користење на алкохол дозволено е користење од прилike околу 2 децилитри вино. Се што е над тоа е штетно и доаѓа до покачување на крвниот притисок. Алкохол у принцип една чашка околу 20 до 30 милилитри алкохол може да делува како диуретик. Меѓутоа, ако се консумира многу повеќе, онда веќе се јавува хипертензија, се јавува покачување на крвниот притисок. Друго нешто е, повторно се навратам на списокот, но ова е нешто што тешко дека можеме да го отстраниме, а тоа е стресот. Како сега да се избориме со тоа? Стресот. И како влијае тој? Стресот влијае со покачување на одредени хормони во организмот. И така се покачува адреналинот, норадреналинот и тие имаат вазоконстриктивно дејство на крвните садови во организмот и така доаѓа до покачување на крвниот притисок. Има зголемено лачење тој ренинскиот систем и затоа доаѓа до зголемување на крвниот притисок. Да, може да се консумира алкохол, али максимум околу 2 децилитра вино. Повеќе не се дозволува. Значи, да го заокружиме ова, најлоша возможна комбинација е прекумерно користење на храна, алкохол и цигари, така? Шеќерот исто и дијабетот треба да се регулира. Кои се симптомите? Затоа што, како што разбрав, освен што е убиец број 1, се нарекува и тивок убиец, затоа што некој пат не се ни чувствуваат симптомите. Да, најчесто во почетокот пациентот може да нема никакви симптоми. Ретко се јавува утринска главоболка, вртоглавица, меѓутоа кој од нас нема утринска главоболка? Меѓутоа додека првите симптоми се јавуваат кога ќе дојде до штетување на некој таргет орган. Зависи дали е срцето, мозокот, бубрезите или периферните крвни садови. Така да и симптомите тогаш доаѓаат од органот кој е оштетен. Споменавте главоболка, и овде има цел список на симптоми, но гледајќи го списокот, јас мислам дека нема човек што не ги почувствува. Тоа ја кажам, значи нема некој од нас кој савајле не станал да има утринска главоболка. Не значи дека и тој има хипертензија или вртоглавица нешто. Меѓутоа кога ќе дојде до оштетување на таргет орган, тогаш веќе се јавуваат симптомите во зависност дали е од срцето, ако дојде до инцидент со срцето, онда имаме знаци на инфаркт, срцева слабост и слично. Додека дојде до оштетување на мозокот, онда имаме пореметување на свеста. Зависи што ќе биде, дали ќе се јави цереброваскуларен инсулт или некоја си хеморагија во мозокот. Ајде тогаш за да бидете сигурни како се дијагностицира, односно кои се постапки и испитувања ги вршите? Значи, прво и основно земање на добра анамнеза.
Добрата анамнеза ни дава многу одговори за хипертензијата. Второ, треба да се направат лабораториски испитувања, цела палета од да се направи лабораторија со сите параметри. Трето, нормално ЕКГ се прави за да се види ЕКГ. Трето, доаѓаме до да се направи ехокардиографија на срце, да се направи ехокардиографија на абдомен, доплер на каротиди да се направи преглед на очно, дно, потоа да се зима тоа соодносот на индекс на глушт и брахиален индекс. Понатака, ако се иде 20, треба да се направи, ако не сме сигурни, или кај тие што имаат вариабилен крвен притисок, мора да се направи 24 часовно монитирање на крвниот притисок. Евентуално, понатака, би требало да се направи магнетна резонанца на срце и магнетна резонанца на главата, на мозок. Горе-долу, значи све треба да се... Ако бидеме сигурни, пошто постои, ова се прави ради терапијата, што бидејќи додека имаме кај тие гранични хипертензии, треба да одма не се почнува со терапија. Прво и основно треба да се смени начинот на живот. Да имаме, ако е да се смени начинот на исхрана, внесување помалце храна, калории, намалување на телесната тежина, пушењето, ако е диабетичен, да се регулира нивото на шеќерот во крвта. И тоа, додека ако и тогаш не доаѓа, онда се зима следниот чекор е примање на терапија. Каква може да биде терапијата? Во денешно време имаме доста лекови, антихипертензивни лекови. Тие се поделени у неколку 6 групи. Добро, да не ги кажуваме групите. У 6 групи, така да може да се комбинираат. Имаме сега како монотерапија, имаме како комбинирани лекови со 2 или 3 лека во еден лек, така да во зависност од возраста, од полот, може да се дава терапијата. Дали има и други болести, природни болести. Што значи, од самиот пациент буквално зависи дали ќе дојде до терапија или